По повод Светскиот ден на здравието, телевизија Ускана ја посети општата болница во Кичево, каде разговаравше со директорката Маја Цветановска-Трајковска за постигнатите резултати и тековните активности во оваа здравствена установа. Во изјава за телевизија Ускана, директорката истакна дека болницата располага со вкупно 220 вработени, од кои половината се медицински сестри. Моментално во ЈЗО Општа болница Кичево имаме околу 220 вработени, од кои скоро повеќе од една половина се медицински сестри. Моментално добро стоиме со екипираност на кадар, располагаме со добар број на медицински сестри кои што можат умешно да ја покријат работата на сите, пред се амбулантската работа, но најважно се да ја покријат оделенската работа која што работи непрекинато на 4 оделенија од нашата установа. Освен кадарот на медицински сестри, имаме број на одреден кадровски број на лекари, што е најважно за функционирање на нашата установа. Моментално во Општа болница Кичево работат 42 лекари, од кои дел се специјалисти, дел се специјализанти и од последната кадровско решение 4 општи лекари вработени во текот на 2025 година и останатиот кадар околу 54 вработени се административни работници и останати помошно-технички персонал, како и стручни соработници, биолози, фармацевти и биохемичари и психолози. Така да вкупниот број е добар, околу 220 вработени. Директорката Маја Цветановска-Трајковска нагласи дека установата има и 42 лекари, од кои 27 се специјалисти, додека 11 лекари се на специјализација. Бројот на лекари не е доволен, бројот на специјалисти што ги имаме, па и поради таа причина ние се трудиме постојано да бараме нови вработувања, пред се на нови лекари и треба да бараме нови вработувања и треба да имаме постојано секоја година, затоа што знаете и бројката секоја година како што е зголемуваме со вработување, така се намалува и со пензионирање. Имаме лекари од различни старосни граници, дел се специјалисти за предпензија, дел се за во поодминати години, меѓутоа со таа бројка што располагаме, ви споменав 42 лекари, од нив 27 се специјалисти лекари, а 11 лекари се на специјализација. Од тие гранки на специјализација имаме различен опфат на гранки што се опфатени, значи имаме лекари на гинекологија на специјализација, лекари на хирургија на специјализација, од интерните гранки на педиатрија имаме на ортопедија, лекар на урологија имаме, исто така лекар на специјализација, така да би требало за краток временски период од неколку години да се екипираме во сите гранки и специјалности. Според неа, и покрај постигнатите резултати и континуираните активности, болницата се соочува со одредени предизвици, особено во одделението за гинекологија и акушерство, каде моментално работи само еден гинеколог. Меѓутоа, во моментов работиме со отежнати услови во бројност на лекари, пред се на одделението за гинекологија и акушерство, каде што јас сум единствен гинеколог, акушер, специјалист во ова установа. Имаме доктор од пензија, консултант што ни е ангажиран и имаме договори преку Министерството за здравство за помош на лекари од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, кои што во согласно со нивните слободни денови може да покриваат претежно викенди. И на одделението за хирургија со анестезиологија имаме проблем во бројот на лекари анестезиолози. Имаме само една докторка анестезиолог која што работи во нашата установа и нормално дека со еден лекар на било кој одделение е многу тешко и отежнато работењето, а сепак докторката работи заедно и со гинеколошкото одделение, работи постојано и со хируршкото одделение и има голем обем на работа. Овие две одделенија се во да речам така загрозена состојба во однос на бројност на лекари, а другите одделенија имаат лекари кои што во моментов гледаме со 24 часовна непрекината работа да ги покриеме, значи барањата и потребите на овој град. Меѓутоа секогаш има потреба од повеќе. Не се доволно ни 3-4 хирурзи, не се доволно ни 3 педиатри, значи секогаш имаме потреба од повеќе. Барем добро би било барем на одделението да имаме над 5 специјалисти на секој оддел.